Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Имав сериозен проблем психосоматски. Почнав да го губам гласот постепено и за голема среќа што во тој период живеев во Швајцарија. Во Базел постои се уште доктор Јозеф Сопко, голем стручњак, оториноларингологист, хирург, професор на универзитетската клиника во Базел. И бев на повеќе консултации со повеќе доктори и секој од нив ми велеше одете кај Јозеф Сопко, одете кај професор Сопко. И дефинитивно професор Сопко се обиде 2 месеци испат на некакви терапии, кортизон, дишување на кортизонот преку инхалации. И го месец, 2 во тоа време доаѓам на една контрола и вака ме гледа. Господја Грил, пошто во тоа време бев Грил, господја Грил, јас не можам да ви излечам, бидејќи не можам да излечам вашата душа. Така да завршив на операција, не можев да пеев во ниските лаги, ама тоа беше мачење. Страшно. И одеднаш тоа дојде? Одеднаш. И тој го гледаше тоа дебелување на десната гласна жица и реши тоа со ласер да го реши на операција. Кога се разбудив од операција, многу тешки ми беа тие моменти, бидејќи гласот ми беше мене се. Па како не? Значи, буквално се. Животот ти е во грло. И кога се разбуди вториот ден, дојде сестрата и вика, професор Сопко ве очекува во неговиот кабинет, не смев да зборувам. Доаѓам јас таму, вика, господје Грил, ние вашата операција снимавме. Затоа што наидовме на еден феномен. Со дебелувањето вика го отклонивме, ќе бидете добро, гласот ќе ви се врати. Ама вие имате дупла гласна жица. Мојата десна гласна жица е дупла. Она што тие го снимиле, ме замоли дали ќе може да го презентира на некој симпозиум во Германија следен кој што го беше. Да го сподели, бидејќи такво нешто во неговата кариера тој немал видено. А хипотетички, да не било вака, ти кажа дали операцијата би била успешна, неуспешна? Дали... Не, рутинска операција. За дебелувањето било чисто психопнатски причини. Так, од стресовиот. Да, стресот го направил, бидејќи јас не сум знаела да се справам со стресот на правилен начин. Тој удрил таму каде што сум најосетлива.